Сообраќајот на магистралниот пат Скопје, граничен премин Блаце е пренасочен поради технички проблеми на терминалот од косовска страна, информира Автомото Сојузот на Македонија. Фондацијата Конрад Аденауер, во соработка со Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и со поддршка од Центарот за европски студии Вилфред Мартенс од Брисел, организира конференција на високо ниво по повод 75 годишнината на НАТО. Настанот, насловен НАТО, 75 години единство, соработка и колективна одбрана, безбедносни предизвици за Европа, ќе се одржи во големиот амфитеатар на Министерството. На отворањето на конференцијата е предвидено обраќање од министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, а учество ќе земат и министерот за одбрана Владо Мисаиловски, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, како и амбасадорките на Соединетите Американски држави и Германија, Анџела Агелер и Петра Дрекслер. Овој настан ќе ги собере високите државни представници, членови на меѓународната заедница, како и експерти од областа на одбраната и безбедноста од земјата и регионот. Конференцијата има за цел да поттикне дискусии за актуелните безбедносни предизвици со кои се соочува Европа и да ја нагласи важноста на интензивната соработка во контекст на се понеизвестните безбедносни и геополитички услови. Активисти од Движењето на слободни граѓани синоќа на зградата на градското собрание во Нови Сад поставија транспарент со надпис "Крвави ви се рацете", испишан со црвена боја. Овој транспарент беше закачен и на една од зградите на централната пешачка улица, символизирајќи протест против актуелните општествени состојби и изразувајќи незадоволство кон властите. За денеска во 18 часот е најавен протест во Нови Сад, поддржан од опозицијските партии здружени во новосадската опозиција. Протестот има за цел да го изрази граѓанскиот револт и да побара одговорност од надлежните, со акцент на потребата за промени во општеството и зголемена транспарентност од страна на институциите. Шведска продолжува да биде пионер во еколошките иновации. Оваа визија сега ја носи и нивниот најнов проект за користење на топлинската енергија од компјутерски центри за загревање домови. Во населбата Скарпанг во Стокхолм, компанијата Fortum започна изградба на голема база на податоци чија топлинска енергија ќе се користи за загревање на околу 30.000 домаќинства. Овој иновативен проект има за цел да ја трансформира инаку непотребната енергија од серверите во значителен извор на топлина за домовите. Според предвидувањата на Fortum, ваквите компјутерски центри би можеле да обезбедат над 10% од потребната енергија за загревање на згради и куќи во Стокхолм. Поради ова, градските власти планираат да поддржат отворање на дополнителни центри низ градот, претворајќи го Стокхолм во пример за еколошка одржливост и иновација. Денеска во Соединетите Американски држави се одржуваат 60-тите претседателски избори, а светот го следи неизвестниот исход кој ќе има глобални импликации. Заедно со изборот на новиот претседател, американците ќе го изберат и составот на Конгресот и третина од Сенатот. Кампањата беше обележана со интензивни пресврти, почнувајќи од повлекувањето на Џо Бајден до обидот за атентат врз Доналд Трамп, што придонесе за висока неизвестност меѓу гласачите. Во трката за претседателскиот мандат се демократката Камала Харис и републиканецот Доналд Трамп. Ако Харис биде избрана, ќе стане првата жена претседател на Соединетите Американски држави, додека изборот на Трамп би значил негов втор мандат во Белата куќа. Анкетите покажуваат тесен резултат, со мала предност за Трамп, но конечниот исход ќе биде решен со мал процент. Американскиот државен секретар Антони Блинкен повика на зголемена хуманитарна помош за појасот Газа, во услови на влошена хуманитарна ситуација по војната. За време на телефонскиот разговор со израелскиот министер за одбрана, Јоав Галант, Блинкен ги истакна ужасните услови во Газа и повика на итни мерки за зголемување на хуманитарната помош, вклучувајќи храна, лекови и основни потреби за цивилите. Тој ја нагласи и важноста на завршување на конфликтот и враќањето на заложниците. Конфликтот започна на 7 октомври 2023 година по нападот на Хамас врз Израел, што резултираше со 1200 загинати и киднапирање на до 250 лица. Израел одговори со масивна воена операција, која, според здравствените власти во Газа, резултирала со повеќе од 43.000 смртни случаи и над 100.000 повредени. Блинкен исто така разговараше со египетскиот министер за надворешни работи за ситуацијата во регионот и укажа на одбивањето на Хамас да ослободи заложници за да се обезбеди прекин на огнот и хуманитарна помош.